Земјоделците од државава во неизвестност и страф од суша летово. Експертите велат, имаме вода, но не ја користиме правилно. Тоа секое лето доведува до сериозни последици, со десеткува род кај повеќето земјоделски култури. Покрај сушната година, клучен проблем представува и запуштениот систем за наводнување, се жалат земјоделците. Каналите се оставени да пропаѓаат повеќе од 3 децении. Имаме вода, да, има Македонија доволно вода за сите намени. Тоа е точно. Меѓутоа, имаме лоша просторна и временска дистрибуција. Имаме вода во зима, немаме во лето. И сега, за да имаме вода во лето, што? Сме изградиле 30 и нешто се големи, стратешки брани, кои што коштаат извонредно многу, и уште стотина други брани сме изградиле. Значи, сето тоа е големи инвестиции. Сега имаме вода, ама скапа е таа вода. Од друга страна, загубите на вода се огромни и недозволиви. Општините имаат најголеми загуби во водоводните системи. Според Државниот завод за ревизија, во дел од нив загубите на вода достигнуваат и над огромни 70%. Иако, според препораките на Меѓународната асоциација на води, прифатлива е загуба до 30%. Свесни сме и сите знаеме дека овие системи се со, така кажано, изминат рок на траење и бараат итна потреба од нивна реконструкција и изведба на нови инфраструктурни објекти. Меѓутоа, загубите на вода и мапирањето на подземните мрежни системи, јас би ги ставил како намалувањето на загубите на вода и мапирањето, воведувањето на геоинформатички системи за правење на подземен катастар, би ги ставил како едни од најзначајните работи кои што предпријатијата мора да ги направат ако сакаме да имаме успешно управување со водоснабдителните системи. Во спротивно, доколку ние не ги управуваме водоснабдителните системи, тие ќе не управуваат нас. Според податоците, најголеми загуби на вода се забележани во југозападниот регион, каде има скоро 73%, слично како во Полошкиот, каде има над 70% загуба на вода.